Почитуван председател, почитувани пратеници, почитувана јавност. За жал збориме за тема која никој не ја посакува. Тоа е пандемијата со вирусот COVID-19. Да не беше проблематично и немаше да биде пандемија и ќе се решаваше многу поедноставно. Знаеме дека станува збор за светски глобален феномен, проблем кој мораме час поскоро да го решаваме. Меѓутоа, колку и да имате проблеми во животот, какви и да се тие, секогаш имате релевантни бројки што укажуваат дали добро сте се снашле со определен проблем или не. Во оваа ситуација, како сакате да вртете? Светска здравствена организација справувањето со пандемијата го окарактеризирала со два параметри. Број на заболени и број на починати од пандемијата, односно од вирусот COVID-19. Колку и на вас да не ви се допаѓа фактот дека Македонија е шампион во регионот и е меѓу врвот во светот по лошите перформанси во справување со кризата. Тоа не е податок кој ние го изнесуваме, тоа е податок кој го изнесува Светска здравствена организација. И треба сериозно да го загрижува нашиот здравствен систем. Ние едноставно во однос на пандемијата положивме. Оставена е работата на стихија. Бројот на жртви никој не ги посакува. Меѓутоа, тоа е реална загуба за блиските. Прашајте ги тие луѓе како се чувствуваат. Дали размислувате дека тоа се сепак луѓе кои се живи и кои сносат последици во своите фамилии? Ги загубиле своите најмили. Тоа е загуба и за сите нас, загуба и за општеството. Еден човек е преголема загуба, камоли и илјадници. За жал, колку и да не ви се допаѓа тоа, колку и да сакате да не зборувате на тие теми, ние имаме се уште проблеми, ќе има и нови жртви. Затоа луѓето барат решение, решението е вакцинација. До каде сме со вакцинацијата? 0 вакцини. Кога ќе има вакцини во Македонија? Никој не кажува. Тоа е проблемот во здравството, тоа е проблемот со пандемијата. Немате одговор на клучните работи. Додека другите во светот ги решаваа проблемите, уклучуваа безбедносни системи, уклучуваа пријателски врски, да ги средат работите, да најдат вакцини. Ние што правевме? Танцувавме со нервите на граѓаните на Република Македонија. Ништо друго. Истите услови се кај сите. И во Македонија, и во Србија, и во Германија. Само што тие работат во интерес на граѓаните, на своите држави, а ние бистриме политика. Благодарам.